Денеска православната црква ги празнува Велика среда и светиот маченик Јован Новијанински. Велика среда. На светата и Велика среда светите отци заповедале да правиме спомен на жената блудница, која што го помаза Господа со миро, бидејќи тоа се случило пред самите спасителни страдања. Кога Господ дошол во Ерусалим и се наоѓал во куќата на Симон лепрозниот, му пристапила жената блудница и на неговата глава излила скапоцено миро. Од кои побуди се раководела таа, бидејќи забележала дека Христос е сочувствителен кон сите и дружелюбив, та особено сега кога видела дека он е влезен во куќата на лепрозниот, а законот налагал таквиот да се смета за нечист и оддалечен од заедницата. Таа заклучила дека он, како што и Симоновата лепра, така ќе ја исцели и нејзината душевна болест. И ете, додека он вечерта седел на трпезата, таа излива на неговата глава миро вредно околу 300 динари, тоест 60 асарии, 10 пенези и 3 сребреници. Учениците ја спречувале, особено Јуда Искариот, но Христос застанал во нејзина заштита, за тие да не ја спречат нејзината добра намера. При тоа го спомнал својот погреб, одвраќајќи го Јуда од предавството и удостојувајќи ја жената со чест, со тоа што на секаде низ светот ќе се проповеда за нејзиното добро дело. Достојно ест Јаково истину, блажи Светиот маченик Јован Новијанински. Родум од Јанина, некогашната престолнина на царот Пир. Кога неговите сиромашни родители изумреле, тогаш младиот Јован се преселил во Цариград и таму го продолжил својот занает, оти бил занаетчија.
Немногу пред тоа турците го освоиле Цариград и мнозина од христијаните од страв се одрекле од Христа и ја примиле Мухамедовата вера. Светиот Јован имал свој дуќан токму меѓу ваквите потурчени. Доколку младиот Јован повеќе горел со љубов кон Христа Господа, дотолку посилно се искажувал како христијанин пред овие предавници на Христа. И почнал со нив да се препира за верата, па најпосле и да ги укорува поради предавството на Христа. Тогаш тие го одвлекле пред судот и лажно го оптужиле како божеми тој порано го примил исламот, па сега повторно се вратил во христијанството. Откако бил мачен и тепан со стапови и железни шипки, го фрлиле во самица. Другиот ден бил денот на воскресението Христово. Повторно го повеле на тормозење, а Јован излегол радосно пејки. Христос воскресна од мртвите. На своите мачители тој храбро им рекол: правете што сакате, зашто поскоро да ме испратите од овој кратковремен живот во животот вечен. Роб Христов сум, на Христа му последувам. За Христа умирам, за со него да би живеел. После тоа Јован бил врзан во синџири и доведен на клада. Видувајќи голем оган, подготвен за него, Јован самиот потрчал и скокнал во пламенот. А неговите мачители, гледајќи како тој ја љуби смртта во огнот, го извлекле од огнот и го осудиле на исекување со меч. Кога му ја одсекле главата, ги фрлиле и главата и телото во огнот. Подоцна христијаните ја растргнале пепелта и собрале некои останки од неговите чесни и чудотворни мошти и ги погребале во Великата црква во Цариград. Така завршил со маченичка смрт и примил славен маченички венец светиот Јован Јанински на 18 април 1526 година. Да исправит ся молитва моја, яко кадило пред тобою. Te